Законот за употреба на албанскиот јазик меѓу реалните потреби и политичката инструментализација. Европска придобивка или антиуставен политички испазарен инженеринг. Зошто придобивките за едниот треба да го плашат другиот? Кој, кого и што загрозува или кој добива и кој губи и може ли низ ваквата призма да се дебатира прашањето за јазикот, како да се вклопат мултикултурализмот и мултијазичноста во унитарниот уставен концепт на државата. Многу прашања и дилеми за законот за употреба на албанскиот јазик. Ова се само дел од тезите за вечерашната дебата со компетентни гости со која почнуваме веднаш. Добро вечер, јас сум Боби Христов. Добре дојдовте во понеделничното издание на Топ тема на ваша страна. Силна бура, метеоролошка, во вистинска смисла се случува во моментот над Скопје, а и во другите делови на Македонија, но затоа во информативните изданија. Во ова издание на Топ тема на ваша страна за она што деновиве предизвикува бура на политичката и јавната сцена. Законот за употреба на јазиците. За сите претходно напоменати и навестени дилеми кои се само дел од многуте прашања, мои вечерашни гости се 4 дами. И тоа ќе дебатираме од два аспекта, од јазичен и од правен. Во одбрана или напад на правните аргументи, Гордана Силјановска-Давкова, универзитетски професор. Добро вечер и добре дојдовте. Добре најдов. Професор доктор Беса Арифи. Добро вечер и за вас. Во одбрана на јазичните аргументи или нивен напад вечерва професор Ајтеме Кемили од Филолошкиот факултет. Добро вечер и добре дојдовте. И професор доктор Симона Груевска-Маđовска од Институтот за македонски јазик. Добро вечер и добре дојдовте. Добре најдов. И бидејќи секогаш правото и политиката или политизацијата доминираат, ќе започнеме со правните аргументи. Неколку настапи госпоѓо Силјановска-Давкова. Ако се обидам да ја сублимирам оценката, неуставен, излегува надвор од рамките на Охридскиот договор, што не знам и колку е релевантно, бидејќи Охридскиот договор е преточен во уставни амандмани, меѓутоа и тоа се спомнува духот на Раковниот договор. И понатаму продолжувате со уште еден контекст, донесен во една недемократска и ненасилничка атмосфера, каква што мислевме дека нема да ни се повторува. Кои се аргументите? Околу уставноста и неуставноста се разбира, јас можам да зборувам само во рамките на така наречената научна интерпретација, инаку оценка на нешто дали е уставно и неуставно дава Уставниот суд на Република Македонија. Меѓутоа, јас имам право да коментирам од тој аспект. Кога говорите за процедурата е гаранција за демократија, процедурата е важен елемент во креирањето на законите и во креирањето на политиките и ако ние во претходниот период се соочувавме со отсуство на вообичаена законски предвидената процедура, зашто најголемиот дел од законите се носеа во скратена постапка, наместо во редовна постапка, очекувавме промени. Средбата кај премиерот не е дел од процедурата, бидејќи има логика пред да пристапи предлагачот кон подготовка на еден текст на предлог закон, да организира внатре во владата дебата, а потоа се разбира вистинското место за делиберација е собранието. До тоа не дојде и затоа сега вие го субституирате тој недостаток. Кога велите дека се важни и други елементи, да споменам. Значи,
Овој закон оди во скратена постапка со европско знаменце. Обидете се да пронајдете директива или директиви или регулативи за јазичните прашања, нема да ви успее тоа. Значи, знаменцето не треба да стои на овој закон. Според тоа, работата не треба да се концентрира во Дали се Комисијата за надвор од за европски директивите, прашања, туку надвор од директивите сепак е прашање, прегледот, не ревизија, туку прегледот на спроведувањето на Охридскиот договор Не, е тоа дел од директива. заклучоците. Не, знам дека не е директива. Значи- Дали може да биде оправдување за европското знаменце, бидејќи тоа влегува во заклучоците и извештаите на Европската комисија Не. и владата е таа која што се обврзала дека ќе го изготви тој документ, а во тој документ го има и закон. Зошто тогаш во претходната постапка и во донесувањето на законот од 2008 година не се тргнало по таа постапка? Зошто тогаш не се продолжило со тоа име? Не, тоа не може да биде. 2012 прв пат ја имаме таа на 2008, преглед значи, споменато па во имаме заклучоците. 2011 измена на законот. Зборот ми е дека апсолутно каде е во македонски рамки лоциран, не може да биде основ. Зошто? Бидејќи точно деловникот кажува, не сакам дека го повторувам членот да бидам досадна, што треба да содржи предлог законот во воведниот дел. Да наведе точно која директива, која регулатива, да наведе во кои ставови и членови се врши хармонизацијата. Впрочем, да подсетам, председателот на Комисијата за европски прашања, кога ја заклучува седницата, вели усогласен е со, значи, европското законодавство. Тоа е спорно, од мој аспект. За почеток. За почеток, да. Бидејќи има многу аспекти. Професора Рифи, која е вашата генерална оценка? Мојата генерална оценка е дека за овој закон се дебатира 16 години од кога е усвоен рамковниот договор и никако да стигнуваат тие дебати и се уште се бара, значи уште повеќе дебати да има за закон кој што треба да регулира прашање, кој што требаше да се регулира од далечната 2001 година, кој што веќе еднаш делумно се регулираше во 2008 година и 2011 година со поранешниот закон за јазици и неговите измени. И така што, значи, се работи за нешто што е многу јасно и за обврска која што произлегува од Охридскиот рамковен договор. Обврска која што со законот, со претходниот закон, не беше до крај, како да кажам, не беа до крај изнемоштени сите можности што Уставот и амандманот ги дава, амандманот 5 ги дава во однос на оваа прашање. И мислам дека тоа е суштината зошто овој закон сега се донесува и зошто, значи, постапката е таква каква што е. Мислам дека кога има вакви прашања, до безсвест може да се дебатира и пак сите ќе има, значи, многу поделени мислења. Меѓутоа, обврските се обврски и истите мора да се исполнат. Но не навлегуваат, не значи секако, да, секако дека дека мора да... Не е ова потврда на тезата дека еве од така нареченото етнокултурно прашање се претвара во едно политичко прашање, бидејќи најлесно се манипулира со политичките прашања и со чувствата. Бидејќи ако тие една се затворат, ќе треба да се решаваат реалните проблеми кои што се мерливи. Така, и јас тоа така го сваќам, бидејќи навистина многу енергија се губи на работи кои што произлегуваат како обврски од Охридскиот рамковен договор и навистина во општеството има многу поважни работи и на крајот, значи, тоа е закон, може и понатаму пак да се измени, не е перфектен закон, има многу мани, секако и самиот закон. Меѓутоа, барем покажува тој закон волја, некои контрадикторности кои што претходниот закон ги имаше, да се надминат. И тоа го прави со цел да се истрошат сите можности што Уставот ги дава за службената употреба на албанскиот јазик. Да не биде реплика, туку контраодговор. Само и за европското знаменце, јас мислам дека треба да се прочита внимателно, значи,
извештаите на Европската комисија, прогрес извештаите за Република Македонија, каде што во тие извештаи секогаш Европската комисија се осврнува на Охридскиот рамковен договор и на целосното применување на овој рамковен договор како главен политички критериум за членување на оваа земја во Европската унија. И одговорот професор Давкова, да, па да ги вклучиме и лингвистите. Од последното, значи, неспорно е дека во извештаите стои тоа, меѓутоа ние при донесување на закон треба да ја почитуваме процедурата. Да. Второ, тоа што се дебатирало веднаш од 2001 година до сега, воопшто не е она што нам ни треба. Говориме за конкретен закон и за дебата како елемент на донесување на законот во редовна процедура. Трето, јас не го препознавам во рамковниот договор основот за токму ваков закон за јазици. Јас знам дека има во 2008 година недовршени прашања, меѓутоа ова е нешто сосема ново. Значи, не е тоа обврска од рамковниот договор со одговорот што следи, туку, значи, на еден поинаков начин требаше да се постави и да се реши ова прашање. А за ова недовршените прашања од 2008 и начинот на кој што се решава подоцна, да ги вклучиме и само уште една лингвистите, реченица. да. Само една реченица. Значи, дека сум во право или дека е на оваа линија. Во 2015 година имаше амандмани во време кога претходната коалиција беше во еден прекрасен политички брак. Ниту еднаш не се прозборе за овој закон. Ако е тоа најважното прашање, а едно од најважното прашање, особено низ призма на нашите сограѓани албанци, сигурно дека прво прашање во 2001 година што ќе се решеше е тоа. Во 2008 година исто. Ама јас тогаш чув одговори беса дека не можеме да го смениме уставот, дури и во ова студио од колеги по уставно право албанци, дека во поглед на јазикот и на символите треба да се смени уставот. Немам против. Исто така е интересно како предлог законот овој што е сега, не беше противуставен кога се дискутираше речиси идентичниот, значи во пред 29 јануари, после стана Ке разговараме што е ново, имаме Извинете, и мора на прилог. ова. Да. Во ова студио пред месец и пол во разговор со колешката Снежана Лупевска, јас се во ова го нотирав, без да знам воопшто каков ќе биде изборниот резултат. И ВМРО да направеше коалиција со ДУИ, јас истото ќе го спорам. Професора Маджевска, испративте прво вие со ваша колешка, а веќе тоа се официализираше и во став на институтот неколку точки. Оно што е специфично, и двете, иако велите дека говорите за, сакате да го свртете вниманието на, цитирам, правни и суштински штетни за јазичната политика и за државните интереси на Македонија работи, сепак почетокот и првата точка и во вашето писмо и во она што е веќе став на институтот Крсте Петков Мисирков се правните аргументи, а тоа е дека во случај да се донесе овој закон, за да може да обстои таков каков што е, ќе треба да се менува устав. Зошто? Да, па вака, значи ние го гледаме нели низ призма на употреба на јазиците. Нормално навлегуваме во правната регулатива бидејќи се работи за закон. Но од јазичен аспект, во врска со употребата на македонскиот јазик и на законот за употреба на македонскиот јазик од 98 година, кој што постојано се крши и не се применува, никој не обрнува внимание на тој закон, сега имаме врз основа на рамковниот договор повторно закон за употреба на јазиците, кој што ние прво го спориме како наслов, бидејќи се наречен предлог, односно закон за употреба на јазиците, а внатре во тој предлог закон се зборува само за јазикот што го зборуваат над 20%. Така што не е за јазиците, туку е за еден конкретен јазик кој што сега од таа формула што беше општа
за секој јазик што го зборува над 20% од граѓаните, веќе имаме во заграда дека се работи за албанскиот јазик. Значи, ние во нашиот став реагираме, прво, дека овде имаме конкретизирање за еден јазик, а во ваква ситуација може да бидат повеќе јазици, во повеќе општини може да бидат и други, значи не мора да биде само албанскиот јазик. И дека се дава во овој закон на некој начин се издигнува албанскиот јазик на сметка на другите, кои што се наречува под 20%, а македонскиот јазик е загрозен и никој, да речеме, не го штити во смисла на тоа дека ќе има една ваква агенција со инспекторат, со многу надлежности во кои што ќе бидат вработени одредени лица и така натаму само за албански јазик, така пишува во предлог законот. Ние велиме ако е за употреба на јазиците, нека има една таква агенција во која што ќе биде надлежна за спроведување на сите, односно примена на сите јазици. Велите дискриминација Да. во однос на јазиците на останатите заедници и загрозување на македонскиот. Од кој аспект? Вака, значи сега ние имаме врз основа на тој рамковен договор, нели, на кој што цело време се подпираме, а јас постојано прашувам кој дел од таа точка 6 од рамковниот договор кој што се однесува на употреба на јазиците не е спроведен. Бидејќи јас не гледам дека има нешто што не е спроведено. И затоа лично не ја гледам потребата од ваков закон сега да се носи, бидејќи мислам дека рамковниот договор е преточен во уставот и веќе сето тоа што се однесува на употребата на јазиците е имплементирано. Добро, ама тука сега ќе ви одговора. Добро, рамковниот е преточен, тоа го реков и јас на почетокот, Да. ќе дојдеме до тоа дека не е целосно исполнет амандманот 5. Добро, сега, еве, јас ќе кажам во која смисла е загрозен македонскиот јазик и во која смисла се дискриминирани останатите јазици. Значи, според уставот, на цела територија нели на Република Македонија, службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Значи, тој, бидејќи Македонија е мултикултурна држава, ние го сметаме дека е она што е обединувачки фактор, јазик на комуникација на сите етнички заедници кои што живеат во Република Македонија. Овде имаме еден процент кој што е од 2001 година од 20%, кој што е прилично, да речеме, на некој начин дискриминирачки во однос на тие заедници кои што се под 20%, бидејќи врз основа на тој процент некој треба да добие му е законски загарантирано правото на употреба на јазикот, а на тие што се под 20% останува на избор на советниците во единиците на локалната самоуправа имаат можност да изгласат и тој јазик да биде службен. Значи, тука се веќе во нерамноправна положба, тие други јазици. Тоа веќе навлегуваме во елементите за кои би сакал да ги оставиме сепак еден по еден за подоцна. Господи Камили, вашиот став, што еден филолог кој што практично треба да го всади јазикот во да ги продуцира тие кадри кои што понатаму ќе создаваат нови кадри, може да каже кога ќе види дека општата дебата станува некаков судир на политизација, политички инженеринг, етнокултурни права и кога сето тоа ќе се измеша во еден заеднички лонец, каде што сепак политиката ги дава сите индикатори околу тоа во кој правец ќе се одвива дебатата или решенијата. Добре, јас пред себе сакала прво да ви се заблагодарам на поканата, бидејќи јас првпат гостувам во телевизија Телма и ми е чест и задоволство. Исто така ги поздравуваме и гледачите на телевизија Тел. Една мала дигресија, се извинувам. До сега бевме често обвинувани за родова нееднаквост, еве вечерва некаква своевидна компензација, мислам. Но сепак само дигресија. Да. Додека околу тоа дали овој законот, нели, за јазикот сега што се дебатира многу долго, дали е тоа некоја реална потреба или дали е политичка алатка, јас би рекла дека и двете, и тоа, во зависност од тоа од кој аспект се третира и се гледа, во зависност од тоа на кој начин се покажува во јавноста и од која политичка партија се кажува и на кој начин и зошто се употребува. Бидејќи знаеме дека поголемиот број на
политичките партии ова го сметаат веќе како, мислам, се служат како алатка, било за нивниот рейтинг или обратно за другите политички партии. Но ако се оди во суштина, тоа што е во есенција, јас би рекла дека на вистина овој закон за јазикот е реална потреба, бидејќи би требало да има еден ваков закон и тоа би требало да беше од 2001 година. Веќе тука се спомна дека не знам дали е преточено или не е преточено, но ќе видиме и до крај дека на вистина има многу работи кои што на вистина не се целосно спроведени или се некако излезени од таа права патека што би требало да биде. Сега, зашто е реална потреба? Бидејќи јас ке излезам на овој аспект, бидејќи албанците во Македонија пред се не се малцинство, тука е разликата со тоа што се спомна пред малку, а од друга страна не се ни емигранти, значи не се дојденци, туку се особено во некои населби се многу повеќе од 20%, што не е истото со другите националности во Македонија, бидејќи албанците во Македонија се составувачки дел на оваа држава и нормално дека правото за албанскиот јазик е една од граѓанските права на секој човек во било која држава која живее во својата држава. Значи секој албанец или било каде да се живее кога си веќе од таа држава и не си малцинство, би требало да ги имаш тие основни граѓански права. Иако поради различни политички струи кои што веќе со многу години, децени и повеќе поминале овде низ Балканот, албанците биле лишени од ова право и нормално дека од 2001 година до денеска е сменето, се направени некои чекори напред, меѓутоа за некои работи би рекла дека ова ми личи повеќе како да се игра оро, едно или две чекори напред, па потоа три назад. Ајде да го почнеме тоа со недовршените прашања од 2008 година, па потоа ќе го погледнеме и тој прилог кој што покажува што е ново, што е различно и каде треба да ги бараме сега оние елементи кои што го носат законот надвор според некои од тој амандман 5 или еве за тие што сакаат повеќе надвор од рамковниот договор. Што е тоа недовршеното според вас, но да бидеме кратки да можеме сите да се вклучат во дебатата таксативно, што сега еве ќе го затвори прашањето за навистина да ги затвориме овие етнички прашања и да се посветиме на она што е мерлив, стандардот и други прашања. Јас не сум правник, меѓутоа колку што умеам да прочитам и да разберам од законот, во законот гледам дека и од тоа што ги слушам од другите дебати, правниците кои коментираат и дебатираат, гледам дека навистина во тој закон што беше до сега имаше доста дупки и начини, нејасноти, така што можеше многу лесно да се изманипулира тоа и да се спроведе на различен начин од различни политички партии или струи или како тие биле. Така што сега со проточнување или со ставење на зборот албански јазик, значи како што веќе е ставено во овој прелог, иако и овде има доста некои работи кои не се средени, тоа сигурно правниците ќе го кажат, јас не смеам да се мешам во тоа. Тука веќе нема простор за да се каже, бидејќи тогаш во 2001 со рамковниот договор се каже дека албанскиот јазик е и службен јазик, освен, мислам, македонскиот, не беше како албански, туку јазиците на народ заедниците кои што се над 20%, меѓутоа кога доаѓаше моментот за да се спроведе на некои места, институции или било каде, тогаш се наоѓаше тоа, па ова не е тука, ова не може да биде тука, затоа овде не може да се спроведе и се беше некако недобро регулирано. Сега да видиме. Професор Арифи, велите недовршени прашања од 2008 кои што сега се довршуваат, но во исто време забележа, велите, и овој закон има мани. Сега, што е недовршеното таксативно, а кои се маните и во кој контекст му се маните на овој закон? Так.
за малите, значи може да зборуваме и поопшено после, значи во одредени делови тешко применлив е законот на начин како што е пишуван сега, затоа сигурно ќе говориме покасно и околу примената на истиот. Меѓутоа треба да се согласиме дека најпрви значи прашањето на регулирањето на службената употреба на албанскиот јазик во Република Македонија не е ново прашање, се регулираше и со законот од 2008 година. Се регулираше на тој начин што само да се каже дека ете има закон, меѓутоа многу работи остануваа контрадикторни. Кој да бидеме конкретни, навистина сакам да не остане општа дебата на флоскули, квалификации или дисквалификации кои што не очекувам дека ќе ги има. Председателот на собранието, значи како пратеник може да се обрати на албански јазик, меѓутоа кога треба да каже благодарам повелете на свое место имате збор, не може тоа да го каже на албански јазик. Значи многу е контрадикторно, зошто не би можел тоа да го каже на албански јазик. Друго, кога се поставуваа знаци значи во град Скопје. Градот Скопје намерно не беше спомнат во членот на законот каде што се уредува ставањето знакови, значи во улиците, нели? Имавме ситуација каде што еден знак стои само на македонски, друг знак стои и на албански, и на македонски, и на англиски, во зависност од тоа кој е подрачјето и каде дали се 20% или не се. Значи има многу такви, или пак имаше во случаите во судските постапки, каде што, например, сите се албанци во самата постапка, во Тетово, сите и странките и се албанци не може да го употребат својот јазик. Значи таму. Друга многу важна употребува, меѓутоа службените белешки да бидеме прецизни се водат на македонски јазик. Меѓутоа, тоа сепак требаше да се води целата постапка на македонски јазик, може само тој да се изрази на албански со превод и така натаму, меѓутоа и да беа сите албанци сепак требаше македонски да зборува. Еден многу важен момент од претходниот закон, што сега е решен со новиот закон, беше тоа што се правеше дискрепација меѓу самите албанци кои можат да го употребат своето право на службен јазик и кои не можат. Например, граѓанин од Струга можеше да се обрати на државните власти на албански јазик, граѓанин од Охрид албанец не можеше. Знаете, тоа оди во спротивност со членот 9 на Уставот, кој што вика дека сите граѓани се еднакви пред законите и пред Уставот. Не може, ако е суштинско право на албанецот во Македонија, службено да го употреби сега ќе ви својот го оставам закон. на вас на дебата, ако не се лажаме, содржано и во член и во амандманот 5, и тоа треба да се смета како девијација на неспроведување на претходниот закон, а не на недостаток на законот. Нема законот, тоа не го овозможуваше. Значи беше јасно поставена значи границата помеѓу локалните самоуправи каде што се над 20% и другите и едноставно значи ограничени беа многу повеќе правата на албанците кои што живеат значи во Струга, на пример, со тие кои што живеат во Охрид. Значи тоа е обраќањето до централната власт, професорката Силјановска, па не може професорка ако Маџевска. постои едно право за едно лице да не постои за другото. Ајде да го заокружиме ова, имаме 4 минути на чекаат реклама. Професор Силјановска, да. Немаме време се да броим, ама ќе се обидам за да може да се спореди, да ги објаснам работите кои колешката ги покрена. Значи, во рамковниот договор пишува представниците, значи пратениците, може да се обратат на пленарните седници и работните тела и на јазикот на 20%. Значи, се прави разлика меѓу председавање и обраќање. Зошто обраќање? Логично, вас ве избрале во најголема мерка, значи граѓаните албанци и вие, кога се обраќате, им се обраќате на јазикот, на мајчиниот јазик. Тоа е во ред. Овде така пишува, значи. И јас читам како пишува во рамковниот договор. Второ, го споменавте Скопје. Кога е во прашање градот Скопје, да, во реализацијата има големи проблеми. Но тука има
извор на проблемот и во самиот закон за локална самоуправа и во самиот закон за град Скопје, бидејќи општините на територијата на градот Скопје имаат исти надлежности како и сите други општини. И тамо, меѓу останатото, токму е посочено дека во оние општини во кои што има над 20%, значи постои билингвалност, а може да има и трилингвалност и така натаму. Предпоставувам дека е во тоа проблемот. Кога зборуваме за другите употреби, ајде, да одиме поред. Значи, кога велиме рамковниот договор, мораме херменевтички уште да го имаме во предвид рамковниот договор, иако е тој политички договор преточен во амандмани. Ама, кога треба да се преточи сега амандманот во закон, ние некаде мораме да бараме што? Основ. По мене, тоа што го пишува во амандманот 5, ако се интерпретира, почнува со како вели во рамковниот договор, е specified below. Како што е утврдено подолу. И наброени се ситуациите покрај обраќањето, овде пишува имињата и така натаму, што не значи дека ова е се што треба да биде преточено. Амандманот 5. Што брои? Имињата ги брои обраќањата на граѓаните пред подрачните единици на централната власт, да бидеме прецизни. Да, граѓаните можеби, министерствата на локално ниво имаат подрачни единици и подрачните единици не се органи на локалната власт, туку се органи на државната власт, деташирани органи на државната власт. Тие се обраќаат, ама како пишува тамо, дека одговорот покрај на македонски е и на албански јазик. Потоа следи дека може да комуницираат со државните органи на својот јазик и дека одговорот повторно е на македонски јазик, но исто така и на друг јазик. Предпоставувам дека тука лежи и основот, дури и на локално ниво, кога сите странки во постапката се албанци, да не се заборави што? Да не се заборави она покрај на македонски јазик. Секако, меѓутоа не сме да има ситуација што значи каде што не може да биде воопшто албански. Не, тоа. Не може да биде само на албански јазик. Но чудното е беса тука, што ќе доведе до конфузија, што ќе доведе до оспорување на пресуди, од искуството на Косово го говорам. Што е тука? Се вели дека и само еден, ако е во постапката припадник на заедницата што зборува 20%, дека и тогаш ќе биде, постапката и комуникацијата на албански јазик. Тоа исто така е дискриминација. Работата е код за комуникација и интеграција, а околу ова процентите, најголемиот број земји, за жал, вклучувајќи ја и соседна Албанија. Дури и изјаснувањето дали сте на која заедница припаѓате, го врзува за процентот. Па вели, само во Пустец може да се декларирате како македонец или не, но не и во Тирана. Само до 4-то оделение можете да учите, тамо јас не гледам дискриминација. Така ли сакате уште до 4-то Открито ще да го споменам. Да учиме албански. Открит не влегува во 20. Вие мора да ја задржате мислата, бидејќи се многу пак строги правилата за реклами. Ама морам на ова да се Ќе одговорите кога ќе се вратиме. Кратка пауза за реклами. Не можеме, за жал, имаме прецизни рокови и за нив. Назад сме во студиото со топ тема на ваша страна и дилемите околу новиот јазик новиот закон за употреба на албанскиот јазик. Да завршиме оваа полемика, па ќе бидејќи навистина сакам во преостанатите половина час да одиме директно на она што е новото, што е различното и каде да ги бараме овие проблеми, и она што е особено интересно за гледачите. Вториот аспект е она што веројатно би сакал да го објасните, таа диференцијација меѓу термините официјален службен јазик во службена употреба, бидејќи ова е пред се наменето за оние кои што немаат тон харти,
книги, познавање на законите, односно публиката која што секојдневно е бомбардирана со различен вид на интерпретации, па би сакали околу тие елементи да се очиме, но еве ви должам контраодговор од пред рекламите. Не, професорката го спомна случајот, примерот во Албанија, меѓутоа, например, не се спомнуваат вообичаено тие примери кои што одат во прилог на овој начин на регулирање на законот за јазиците во Република Македонија. А тоа е, например, не треба многу далеку да се иде. Во Косово има многу слична ситуација, каде што српскиот јазик, ако се говори од страна помалку од 5% од населението, е службен јазик и тоа во државно ниво. Косово е унитарна држава, тоа значи дека се може и така ако се сака и ако има можност тоа така да се уредува. Исто така друга унитарна држава која што има два службени јазика на државно ниво, истоветни, значи на исто ниво, е и Финска, каде што исто така шведскиот јазик е службен, иако швеѓаните во Финска се помалку исто така од 5%. Во однос на процентите, дали е важен 20% или не, може да дебатираме околу тоа дали е тоа дискриминаторски или не, меѓутоа основата на рамковниот договор беше токму тој 20%. Тоа стои во нашиот устав и сега значи може да се збори на тоа, меѓутоа реалноста е тоа. Населението кое што е над 20% во оваа држава е албанското. И вие, ако сакате, може тоа да го, како да кажам, заобиколите, да не го викате албанскиот јазик во загради или не, ама кога се зборува во државно ниво за јазик друг од македонскиот, кој што го зборува 20% од населението, тоа се знае дека е албанскиот јазик. И добро е да се дефинира, бидејќи повеќе од 20% може би зборуваат англиски јазик и треба да се справи таква разлика. Тука ќе ве прекинам на момент, бидејќи токму од ваквата дефиниција произлегува и онаа оценка за дискриминација, но ајде да почнеме поред професорката Точно од овие причини законот беше насловен како закон за употреба на јазикот што го зборуваат 20%. Зошто не е употребен во рамковниот договор и во уставот албанскиот да стои? Заради мултикултурниот карактер на Република Македонија, за да не се повредат другите заедници. Значи, тоа е причината. Околу примерите, видете, секогаш треба да се гледа контекстот. И јас не сум, еве ќе одговорат колешките веројатно, бидејќи има експерти за јазични политики и точно се знаат причините за двојазичноста, тројазичноста и така натаму. Јас во тоа нема да навлегувам, иако ме интересира и таа проблематика. Финска, несреќен пример. 3 века Финска била под окупација на Шведска и единствениот службен јазик бил шведскиот. Денеска е на Ландските острови, наметнати е на Финска како унитарна држава шведскиот јазик на Виенскиот конгрес. Ни примерот со Косово не соодветствува на Република Македонија. Се работи за албански јазик. Не, ама тогаш јас ќе ве прашам зошто не примерот во Албанија. Да, зошто процентите тогаш за македонскиот јазик да не важат. Таму 5% е службена, ама овде македонски. За аргументи. Па нека биде и таму, не е проблем. Значи да бараме соодветни примери во однос на генезата на настанувањето. Иначе Југославија била федерација, меѓутоа во Белград не се пишувале документите и на македонски и на словенечки. Постојат такви држави и не има проблем да има друг службен јазик, како вие тоа го проблематизирате. Постојат унитарни држави со два службена јазика и тоа никого не загрозува. Ако мислите дека тоа е загрозување, тоа е многу погрешно. Не, многу погрешен е изразот загрозување. Јас никогаш не говорам за тоа. Треба да правиме разлика меѓу мултилингвизам и службен јазик. Не говориме за загрозување. Говориме за мултикултурно општество кое не е бинационално и во кое последниот граѓански политички лепак за заедница полити е јазикот за комуникација. Лингвистите го чекаат својот збор. Не само да се надоврзам, јас затоа и на почетокот го почнав мојот разговор со тоа дека има разлика ако ги земате тие споредби што ги споменавте од другите држави со албанците овде во Македонија, бидејќи
Јас не сакам да навлегувам во историја, меѓутоа, еве само малку да чепнам, разликата е сосема друго. Не станува збор за 1 век, 2 века или 500 години, туку станува збор за илјадници години за тоа. Затоа не сакам сега да навлегувам во историја, затоа и таа разликата на тоа што од јазичен аспект исто така, значи за мултикултуризам ние сме. Всушност, јас лично би кажала, ништо не ми смета ако и другите јазици ги имаат сите права и тоа и ги имаат веќе, бидејќи на тие места каде што се на 20%, но или ако се зборува за Охрид, зошто настанало Охрид да не биде со 20%, пак одиме тогаш во историја, пак и тоа не сакам да навлегувам, но тоа што мене ме загрижува повеќе, зошто, не знам, не ми е јасно, зошто барем од лингвистите, ова се гледа како загрозување или страв. Вие не, но воопшто тоа што ги слушам од дебатите или во јавноста што се кажува, дека се загрозува македонскиот јазик. Напротив, ако и албанскиот јазик се спроведува така како што е, како што треба да биде, како што е и македонскиот јазик, ако се чува со закон, ако има институции каде што, например, ако има совет за лектори на албански јазик, тоа што македонскиот го има, албанскиот го нема, а веќе од 2001 година веќе почнавме со спроведување на двојазичност и тоа останува некако, бидејќи нема, например, институција во Македонија која што би издала лиценци за лектори по албански јазик, кои што би ги разгледувале тие преведувања. Од друга страна, и вие спомнавте дали има мерка за преведувачи. Исто тоа и тоа мене многу ме загрижува, бидејќи долго време, со години се занимавам со грешките или со надписите или со, не знам, производите и така натака, или со различни, или документација, дури тоа што се прави. На почетокот го поставив тоа прашање, ќе ги видиме сега, само да ја слушнеме и професорката Маџовска, што беше исто, што е ново, бидејќи многу работи постоја, а не се спроведува. Па тоа спомнав, нели, тие дупки, затоа некаде можеше, селективно се правеше тоа. Ама овде може, ама овде не може. Кај овој автобус може, ова уличка не може. Кај овој директор не може, овде не може. Значи, тоа беше кај тие дупките се правеа овие манипулации, селективно се спроведуваше. Еве неколку повеќе пати повторував за тоа дека смитам дека се ова што е предвидено во рамковниот договор веќе е спроведено и дека не знам и барам одговор постојано од контра тие што аргументираат да ми кажа што тоа не е спроведено. Бидејќи основно средно образование на албански јазик имаше и пред 2001, но со овој рамковен договор и универзитетско образование со посебни спогодби на албански јазик, тоа веќе го има. Патни документи, лични документи и така натаму и на јазикот ги добиваат, така. Во единиците на локална самоуправа над 20% што се е службен јазик и тоа е секаде веќе во, да речам, се употребува, значи не знам во која општина тоа не е албанскиот јазик службен, значи тој веќе е службен и овде се изместува на тие што се, да речам, го критикуваат овој нов предлог закон, дека ние имаме проблем со тоа албанскиот да биде службен. Значи ние немаме проблем со тоа, тој веќе е службен. Значи таман работа да не е. Значи веќе е службен. Овде што во овој предлог закон е што ние го читаме како лингвисти буквално е дека тоа ќе биде веќе на државно ниво. Значи не само во единиците на локалната самоуправа. Еве професорката Арифи го спомена примерот со Охрид и со Струга. Значи еве како боли кога вие сте под 20% некаде и немате право да се обратите. Тоа е дискриминаторското за кое што ние зборуваме. Значи во Струга може, во Охрид не може. Не сте 20%. Тоа е. Значи сега само тоа беше мала една дигресија да ви кажам дека за тоа е дискриминирачки тој закон. Зашто за едни може, а за едни не може. Но сето тоа веќе е спроведено што од рамковниот договор. Овде ние го читаме дека тоа се издигнува на државно ниво. Денес имаше делегација, бевме делегација кај премиерот господинот Заев. Ке ни кажете за тоа бидејќи навлегуваме во ова службено, официјален и официјална употреба, но за да го заокружиме овој дел што беше старо, што е ново. Се обиде колегата Александар Манасиев да направи една анализа во 4 минути на тоа кои се новите одредби, а што досега беше овозможено со законот од 2008 и измените 2011. Македонски денари украсени со символи кои го сликуваат културното наследство на албанците во земјава.
Поштенските марки покрај македонски да содржат и албански символи. Двојазичност во сите државни јавни установи. Адвокати, нотари, извршители да носат одлуки на македонски, но и на албански јазик. Новиот предлог закон за употреба на јазиците предвидува поширока употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во земјава. Се предвидува на албански да бидат и уплатниците, фискалните сметки, бандеролите. Униформите на полицајците и пожарникарите, како и мантилите на здравствените работници, ќе бидат и на албански, односно на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните. Можеби во насловот на предлог законот зборот јазик е во множина, но реално во него покрај македонскиот единствено е спомнат само уште еден јазик, албанскиот. Токму ваквиот дискриминаторски однос најкритикуван од стручната јавност. Албанците се ставаат во надредена положба во однос на другите заедници. Македонија и досега имаше слично законско решение кое е на сила од 2008-та. Овој закон не се спроведе во целост и покрај тоа што поминаа 9 години од неговото донесување. Дел од јавните институции под закана од парични казни ја спроведоа двојазичноста, други и денес не се двојазични. Во некои општини двојазичноста стана секојдневие, во други сосема изостана. Во некои албански средини пак двојазичноста беше спроведена по сопствен рецепт, со комплетно отстранување на таблите на македонски јазик или прешкртување на македонските називи. Но што е она што е исто, а што различно од законот во 2008 и оној што денес се нуди како ново решение? Уште пред 9 години двојазичноста влезе во собранието и во министерствата. Двојазичност постоеше и во судските и во управните постапки, како и во постапките пред народниот правобранител. Иста можност имаше и во рамки на изборниот процес, а граѓаните од другите етнички заедници имаа право на двојазични лични документи. Се менуваа имињата на улиците, плоштадите, мостовите, а албанскиот стана втор службен јазик на ниво на град Скопје. Во реалноста и самите банкноти и поштенски марки веќе подолго време имаат албански символи. На задната страна на 100 денарката е прикажан поглед од албанска куќа од 16 век, а на предната таванска розета од албанска куќа. И на новата банкнота од 200 денари е прикажана шарената џамија во Тетово, како елементи преземени од декорацијата на мермените подни плочи на познатата Исак џамија во Битола. Под раководство на кадри од ДУИ, македонската пошта досега неколку пат издаде поштенски марки со личности и символи значени за албанската историја. Последни беа двете поштенски марки со познатите личности од албанската историја, Хафи Сали Улкинаку и Реџеп Митровица, на чија промоција тогашниот вице-премиер Џафери изјави дека служат за доближување на Македонија до мултиетничка и мултиверска држава. Стариот закон некаде се почитуваше и под закана со казни, но со новото законско решение се предвидени по конкретни казни за негово непочитување. Глобите се од 4000 до 5000 евра. Со новиот предлог, албанскиот јазик е посебно наведен во заграда во самиот закон, нешто што досега го немаше, а граѓаните ќе имаат право на избор на кој јазик да се обраќаат. Предвидено е употреба на втор јазик на седници на владата, спомнати се парите, поштенските марки како и униформите. Најзначајни измени се формирањето на новите институции, Агенција за примена на јазикот, како Инспекторатот за употреба на јазиците. Директорот на агенцијата ќе го избира владата, а во оваа институција покрај преведувачи ќе бидат вработени лингвисти, филозофи и лектори по албански јазик. Ако биде изгласан новиот закон, веднаш вон сила ќе биде старото законско решение. Во првите 6 месеци од неговото донесување треба да се испочитува членот 7 од законот, а тоа значи тројазични табли во сите институции. На таблите прв ќе биде македонскиот јазик, втор јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните во таа единица и трет англискиот јазик. Новиот закон ќе биде товари за државниот буџет. Во првата фаза предвидени се трошоци од околу 3,5 милиони евра. Законот ќе значи потреба од дополнителни вработувања, пред се на преведувачи и лектори. Значи, тоа беше една мала, но релативно суштинска анализа на она што е ново, што е старо во законот. И сега, ајде да видиме, професорка Силјановска, што е она ново што се нуди, а е надвор од духот на Охридскиот договор, или јас пак ќе инсистирам на амандманот 5. Подобро, амандманот 5 и духот на Охридскиот договор е граѓанска држава по примерот на европски. И уште едно дополнително прашање, дали регулирањето на прашањето, морам вака бидејќи сме во уште 15 на минути пред крај, две прашања во едно, дали регулирањето на јазичките права по дефиниција може да го предодреди карактерот на политичкиот систем или на државното уредување на власт. Да, добро. Значи, еве поред. Прво, видовме од прилогот дека се укажува на одредби за
символите како ќе изгледаат на марките, на речете на што беше друго на парите, мене не ми е јасно. Ова како во вицот за слонот. Што бара во закон за јазици да се регулира материја што се однесува на символи? Значи тоа е нешто на што не му е место во овој закон. Второ, кога го читаме амандманот 5, ставаме точка каде што има запирка. Тоа каде што е утврдено подолу. Значи, обемот на службеноста е утврден подолу. Отворете закони во многу други земји, ќе наидете на слични одредби. И во Естонија се употребува во единиците на локалната самоуправа како службен јазик, значи и јазикот на етничкото малцинство како што пишува, се врзува тоа за 50%. Ама, значи не е тоа службен јазик на целата територија. Да го оставам тоа. Значи, во амандманот 5 пишува имиња рековме, подрачни единици и фамозниот став 5, кој што вели дека во државните органи може, не вика мора, може да биде во употреба и јазикот што го зборуваат 20% во согласност со закон. Знаете ли зошто може? И знаете ли зошто се нелогични казните? Бидејќи во сите документи на Советот на Европа, Конвенцијата за регионални и малцински јазици, или ако сакате, значи Рамковната конвенција за заштита на малцинствата, не е облигаторно. На индивидуата се остава дали ќе бара или нема да бара документот да биде на јазикот што го зборуваат 20% или не знам како. Зошто? Заради граѓанскиот концепт. Како тогаш ќе се утврдуваат казните, бидејќи тогаш може да се врши притисок на секој и кога нема да сака да го употребува тој јазик. Понатаму, што е надвор? Јас ја прочетав одредбата и од Рамковниот договор, и од Деловникот и мислам дека таа е во рамките на Уставот. Имено, не пишува тамо дека во собранието е службен јазик и јазикот што го зборува 20%, не пишува дека во владата е службен јазик и јазикот што го зборува 20%, иако да бидеме искрени. Де факто, во времето на претходната коалиција, тоа се спроведуваше. Тамо каде што беа министри албанци, све беше, значи надписите беа двојазични. Тоа важеше и за пошта, тоа важеше и за пензијско и инвалидско, и во вашава овде просторија, значи представници на СДСМ покажуваа слики за кршење на Уставот на Република Македонија. Кога го читаме, само да видам, дупките што ги споменувате, да, има многу дупки, но и обратни дупки има, каде што воопшто не постои македонскиот јазик или е заборавен. Значи, зборот ми е, што е овој закон чудно? Прво, законом се носи со обично мнозинство, а со него се регулираат и прашања што се предмети на закони што се носат со двотретинско мнозинство. Како ќе усогласувате закони што се носат со двотретинско мнозинство со законот со обично? Понатаму вика, согласно овој закон дека друг јазик ќе се зборува. Каде е Уставот тука? Тоа што е наброено во сите органи тука е прво во сите органи на државната власт се ставени органи што не се државни органи. Не се државни органи, правни лица што вршат јавни овластувања, предпријатија и така натамо. Тоа е, значи, првото. Второто беше дали уредувањето на еднојазично прашање го менува карактерот, бидејќи интерпретацијата е готово, албанскиот станува втор службен официјален јазик, Македонија се распаѓа, ќе стане бинационална држава или федерација. Тоа е највулгарната, најпоедноставнена интерпретација на цела она, дури и стручна дебата што се обидуваме да ја имаме. На крајот се сведува на тоа подпалување на страстите. Не. Она што се сменува е следново. Подсетува на патот на Белгија. Значи, Белгија во 80-тите години го зеде моделот на консоцијативна демократија и прерасна во јазична федерација. Тоа е нешто друго од федерација, од типот на Швајцарија или од типот на Канада и слично, иако па имате сега други примери, ја имате Шпанија како регионалистичка држава,
со автохтони народи, меѓутоа шпанскиот јазик, кастилијанскиот е единствениот кој што е службен јазик, или ако сакате сличен пример е Италија, имате Алто Адидже, меѓутоа на целата територија службен јазик е италијанскиот. Значи, јазична федерација станува, бидејќи имаме и таков тип на федерации. Што значи тоа? Тоа значи дека на државно ниво или на целата територија два јазика се службени. Она што е овде исто така спорно е, што не е секаде во членовите покрај македонскиот јазик, односно и, дури има дека ќе си бираат граѓаните. Тоа е надвор од уставот. Јас не би се сложувала дека е тоа основ за федерација, бидејќи како што тоа јазична води кон самиот основ на федерацијата. Ако имаше такви јазични федерации, ќе имаше значи и во другите унитарни држави каде што има постојат два службени јазика, а кои што не се федеративни држави и не изгледа дека скоро ќе бидат, како што беше примерот со Финска, ви реков. Друго, значи проблемот е со тоа што кажувате, значи во однос на амандманот 5. Не би се сложувала исто така дека е противуставно тоа што се става во законот, бидејќи токму тој став 5 кажува убаво дека ова, значи во органите на државната власт во Република Македонија службен јазик, различен од македонскиот јазик, може да се користи во согласност со закон. Тоа значи дека со закон се уредува дека председателот на собранието може да се обрати на албански. Не. Да, не. Па сега не може законот да излезе надвор од уставната рамка. Кога ќе ја читате низ призмата на рамковниот, каде што точно се наведува дека може да се обраќаат, не можете. Амандманот 5 може да се конкретизира со закон за употреба на јазикот што го зборува 20%, меѓутоа не може амандманот 5, особено со обичен закон, да добие надуставна сила во реализацијата. Нема надуставна сила, уставот е тој. Не. Освен тоа, значи, ако зборуваме веќе за федерализација, професорке, значи федерализација имавме тоа што беше до сега во Република Македонија, каде што постоеше јасна граница каде се употребува, каде не се употребува албанскиот јазик. Напротив, овој закон ќе ги доближи етникумите и ќе биде чекор понатаму тие да се зближат. А овие обвинувања за загрозување и на македонскиот јазик и на територијалниот интегритет на земјата ме потсетуваат на, знаете на што? Не ме потсетуваат на исти такви обвинувања што ги имавме во 90-тите, кога правото на албанците да студираат на свој јазик се гледаше како загрозување. Кога правото да се истакне албанското знаме се гледаше како загрозување. Само да ве потпрашам, ама сосема кратко, бидејќи велите дека има и мани. Кои се мани? Маните е дека јас се сложувам особено вие доаѓате од кривичната сфера, правосудството, веројатно тоа ќе биде најпроблематичниот. Во судовите не е применлив, значи за сега, бидејќи например законот предвидува дека е правна основа за подигнување на жалба ако не се испочитува законот за јазиците, значи основите за покренување на жалба се сведени во законот за кривична постапка, за парнична постапка и таму не е, значи не може да се не е применлив едноставно и исто така во постапката се кажува, значи во законот за кривична постапка кој е службениот јазик на постапката. Значи во тој дел засега е неприменлив. Госпоѓо Маđarska, бевте денеска, еве да се вратиме на средбата со премиерот, но повод не е ова, туку е закон, ова и законот дополнително за унапредување на македонскиот јазик. Мерките што ги објавија за афирмација. Ако ги споиме двата, што е она повеќе, ајде под наводници да го употребиме тој збор загрозувачки, бидејќи не звучи на вистина убаво, или за македонскиот јазик, негрижата на досегашните инструменти за заштита и унапредување на македонскиот јазик или носењето на еден ваков јазик. Да, значи не е само носењето, не е само носењето, значи претходно негрижата на институциите за македонскиот јазик. И тоа не само во овој дел каде што имаме употреба и на некој друг јазик како службен во општините, туку воопшто со грижата за македонскиот јазик. Значи, ние постојано излегуваме со апели дека државата
на вистина покажува една огромна негрижа кон македонскиот јазик во смисла на од 2010-та ниту еден научно-истражувачки проект во Институтот за македонски јазик не се финансира од Министерството за образование и наука. Од дури 1998 година не е примен ниту еден асистент во институтот, значи просто ќе отидеме во пензија, ќе се стави клуч на вратата на институтот, нели како институција за истражување и проучување на македонскиот јазик. Еве, 3 години не се полага тој лекторски испит, кој што, бидејќи се донесе еден закон, како што вели сега, еве, професорката Рифи, дека не може да биде имплементиран, значи се носи нешто пред да биде да бидат создадени некакви услови за тој закон да почне да функционира. Така беше донесен законот за електронско полагање. Ќе ви дадам еден конкретен пример, само вие со тој закон за лектура имате обврска да се лекторира еден Гане Тодоровски, што е апсурд. Бидејќи него никој не може да го лекторира неговиот поетски израз. Тоа е малку банализирање таков е сега. закон. Да, законот е дека се може да се треба што ќе биде објавено треба да подлежи на лектура, ама тоа не се спроведува. Значи еве тоа го кажуваме дека ние имаме еден совет за македонски јазик кој што нема никаква извршна моќ. Значи не може ние да речеме да се сопоставуваме тоа дека сега нема тука кај да се полага за да биде некој лектор по албански јазик, па има. Во Албанија може да се полага и во Косово каде што е службен албанскиот јазик. А македонскиот јазик се полага. И во Македонија веќе албанскиот рековте нели пред малку дека е службен, нели? Ако би било тоа потполно да службен, и ако од 2001 би се спроведувало точно како што требало, тогаш ќе го имавме веќе ние тоа и не може да ги имаме овие проблеми. Да, ама вие немате како ние законот за употреба на македонскиот јазик што се бара да се лекторираат текстови. Значи овде вие не барате да се лекторираат текстови. Па како нема затоа ние лингвистите, тоа се спомна и сега пред малку кај глобите. Поради тоа веќе се бара да се има и закон за заштита на албанскиот јазик, бидејќи ако не беше веќе тој... Значи тоа нема врска со ова сега. Значи тоа е сосема една друга работа која што воопшто во овој закон ја нема, така. Навистина веќе сме при крај, господја Камили, што е она што практично гледате дека ќе придонесе за подобрување на статусот на албанците настрана од сите политички конотации. Како лингвист пред се. Да, како лингвист пред се би сакала, нели, тоа и веќе го кажав и пред малку, а исто така и се спомна кои се новостите и тоа што не било претходно во законот, е тоа што веќе, ако веќе ги има овие глоби, што и не знам и зошто би требало да се има, не знам, некоја страф или паника околу албанскиот јазик или албанофобија, зошто би имало во Македонија, не знам зошто и некои политички партии ова веќе емоционално го коментираат дека ако албанскиот јазик би бил втор службен јазик во Македонија, тогаш и струмичаните морало да научат албански или не знам што. Тоа е веќе играње со чувствата на луѓето, а од друга страна пак не знам зошто се уште има и такви луѓе што веруваат во овие манипулации, овие лаги, бидејќи ако како што спомна и господјата Арифи, нели кога нема албанците албански универзитет да се школуваат на албански јазик, тогаш еве сега веќе ги има и нели комуникацијата, меѓусебната комуникација на граѓаните со школувано лице е многу полесна и подобра и подобрува. Сега да не се враќаме назад. Воопшто се во Македонија, особено кога се оди за тоа што Македонија веќе цели да се интегрира, нели, во Европската унија, е веќе некоја држава и не сме во 15-тиот век, туку веќе сме во век на мултикултура, во век на цивилизација, каде што треба овие работи да ги сфатиме по позитивно, да се гледа само позитивната страна, негативната страна, а тие глоби што веќе се спомна е тоа што нели реков на почетокот дека селективно се спроведуваат некои работи, бидејќи го немаше ова. А ако го има ова, веќе ќе биде поразлично. Преведувачите веќе не се знаеше од кој се зема, што се зема, дали се во завршните зборови, ова само имаше, се извинува, има на пример преведувања кои што се толку смешни, ни Google Translate тоа не го прави. А во македонскиот јазик веќе ова само покажува дека на вистина ни е потребна дебата и суштинска дебата, но ние имаме уште
една обврска за реклами, а потоа одиме со завршните поенти. Многу прашања, според реакциите и интересна дебата, но украдовме и доста време од останатите термини, затоа во завршните зборови понекаде 45 секунди за секој од вас. Почнувам со лингвистите, доаѓате директно од образованието, говориме за потребата од инклузивност и така натаму, но и натаму ни се нудат како неопходност или како агенда концепти за кои што дебатираме, а предизвикуваат двојби. Па всушност реков и пред малку, значи не треба да се има фобија. Тоа е начинот на коментирање на работите, бидејќи нема воопшто простор тука за фобија или за паника. Веќе и од минатите години веќе имаме во образованието, например се нудеше и албанскиот јазик, например, како да се изборен предмет, нели? Да се може да се бира од другите нации. Да, не стигнавме до тоа прашање зошто не се прифати, па зошто пак кај албанците македонскиот се учи дури во петто, англискиот во четврто англискиот од прво. Тоа веќе за англискиот веќе е подметнување од други работи, други аспекти, иако порано беше од прво деление и сега е. Меѓутоа, еве сепак го има македонскиот јазик, веќе го има во кај албанците, додека кај македонците воопшто го нема, е како изборени, а не го бираат воопшто, учебници веќе постојат, но никогаш не се купени, никогаш не се отворени. Но сепак ќе одам на тоа, значи не треба овој елемент да се гледа дека еве мора сите македонци да го учите албанскиот јазик. Значи, тоа е работата. Значи, ако сакаш, ти се нуди да го научиш за да живееш во мултикултурно општество, ако сакаш да зборуваш и со другите нации на тој јазик, тоа е ако сакаш, но не мора. Професорке, заокружувајќи го ја средбата со премиерот и неговите ветувања, вети нешто во врска со законот? Па вети и многу мерки и надвор од законот, во смисла на поголема афирмација и грижа и унапредување на македонскиот јазик, она што недостасуваше изминатите години, што е за голема пофалба. Се надевам дека ќе се остварат тие ветувања, а исто така не убеди денес и ни рече дека она што тука е многу непрецизно напишано, јас како лингвист можам да реагирам на лоша терминологија, нејасни термини, што се подразбира, лошо срочени реченици и така натаму, од кои што ние, читајќи буквално, не знаејќи ги политичките преговори, кога читаме, добиваме впечаток дека се работи за албанскиот јазик како службен на целата територија на Република Македонија и дека сите државни институции ќе бидат должни да обезбедат печатите ќе им бидат двојазични на сите институции. Малку е чудно местото на дебатата во кај премиерот би требало да биде во собранието, бидејќи законот поитно постапка како тоа ќе се смени амандмански или немате информација? Ова не беше само за законот, значи ова бевме ние една делегација за други работи кои што дискутиравме, нели? Но овде ни даде гаранција премиерот дека верувам дека ќе имам можности за прецизирање овде и за некоја измена во тоа како е напишано, ни гарантираше дека не станува збор за албанскиот како службен на цела територија на Република Македонија. Во две реченици, што според вас е тоа, ве враќам на почетокот од писмото, суштински штетно за јазичната политика и државните интереси на Македонија, што треба да се смени? Значи, она што ние го читаме во овој предлог закон, дека на целата територија на Република Македонија албанскиот ќе биде исто така службен, како и македонскиот, и дека во меѓународната комуникација исто и албанскиот ќе се употребува како службен, сметаме дека е штетно, затоа што со тоа се поништува она асномска Македонија во која што стои дека државата Македонија, односно Република Македонија, тогаш не знам, народна и така натаму, е држава на македонскиот народ и службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, нешто, и тој јазик е за меѓународна комуникација, нешто што исклучиво стои и во рамковниот договор дека е така. Значи, дека службен јазик на цела територија и во меѓународна употреба е македонскиот јазик.
Арифи, како да дојдеме... Само 2 секунди ве молам, бидејќи сме на вистина надвор од дека времето. албанците во Македонија не се малцинство во споредба со другите нации и затоа, значи, како се сосема функционира? различно. Отвараме нова тема, немаме време. Како Арифи, не како после известно време да не се вратиме во ваков состав, на ваков форум или во било кој друг форум и повторно да говориме за недовршени работи, довршување, ама неможност да се реализира како што констатиравте вечерва, па ако сакате на крајот и на краиштата и за стравови, фобии и така натаму. Јас мислам дека клучно за тоа е да се донесе овој закон и да стравот ќе помине со тоа кога ќе се види дека нема нешто многу трагично во истиот и дека истиот кога ќе почне да се спроведува нема да биде загрозување за никого друг. Значи јас би сакала да напоменам дека погрешно е да се смета дека причината зошто законот за заштита на македонскиот јазик или некој друг јазик, закон поврзан со македонскиот јазик, е зашто ситуацијата е таква каква што е албанскиот јазик и неговата службена употреба. Значи тоа нема врска ни со предлогот за употреба на јазиците, ни со албанците, не е тоа загрозувањето, вистинското загрозување е тоа што законите во оваа држава не се имплементираат како што треба. Со тоа имате проблем, значи вие како институти, значи другите граѓани. Тоа е суштината на проблемот. Друго, ниту една држава не се распаднала за тоа што е двојазична. Значи, и за тоа што има повеќе службени јазици. Значи, треба кон тоа да се пристапи на проактивен, не на реактивен и на дефансивен начин. Не значи фактот што албанците добиваат закон со кој што се, како да кажам, напредува нивното уставно загарантирано право на службена употреба на својот мајчин јазик. Тоа не значи помалку права за македонците и за македонскиот јазик. И тоа треба да биде... Да, завршениот збор за вас. Значи, јас останувам на тезата дека законот не е во рамките на рамковниот договор и дека не е во рамките на уставот. Второ, македонското општество е поделено општество меѓу останатото и по јазична линија. Со овој закон ќе се продлабочи поделбата. И денеска има проблем со изучувањето на македонскиот јазик и никој не бил санкциониран, иако секогаш тоа е право и должност. Дури и лидери на партии не прозбореле македонски јазик. Значи, се плашам дека ќе бидеме изгубени во преводот и најмногу им замерам на сите политички елити што во овие колку се 16 години по рамковниот договор постепено не ги подготвуваа сите други за изучување во училиштата и на втори јазик, бидејќи тоа веќе ќе ја сменеше јазичната слика во Република Македонија. Исто така не можеме да не кажам... Не е доцна да се почне сега? Не, може, ама не вака со лупус ин фабула. Треба да подготвите терен, за да може да донесете некаков закон. Ова е октроирано и ќе создаде не вкрстувања, туку нови поделби. Тоа го зборувам убедена од она што го гледам. Сосема кратко. Понатаму Има рецепт за бидат... мултикултурализам и мултијазичност во рамките на унитарниот уставен концепт на државата? Дали се? Дали има услови и рецепт за мултикултурализам и мултијазичност во рамки на унитарен концепт на држава? Нема рецепт ниту за мултикултурно општество, нема рецепт ниту за она што, пошто Македонија е позната како политички систем споделена моќ, бидејќи од условите се, значи, на еден инкременталистички начин тоа се доградува. Но мора да биде во рамките на уставот и законите. Бидејќи ако е уставот највисок закон и ако е општествена своедведен општествен договор во Русовова смисла, се мисли на поединците. Јас се плашам дека етнизацијата ќе се зголеми на овој начин, етнократија не е модел на демократија, дека колективистичкото ќе добие предност пред граѓанското и индивидуалното, Беса го спомена членот 9,
ама членот 9 се однесува дури и во светот не на граѓаните, туку на луѓето, на индивидуите. Да. Значи, тоа е сериозна закана и да не ги заборавиме така наречените веќе во изразот дискриминирани помали заедници, а ние зборуваме за двете поголеми заедници. Да заклучам со една реченица, бидејќи претходно ми оневозможивте. Значи, во консоцијативната демократија е многу важно да се трага по компромис и консензус, и во консоцијативната демократија мора да има шанси за политичка заедница. По мене, овој закон 2 секунди ќе ли ми морам Ако овој сосема го закон промашавме би донел на поделба, што спомнавте вие, тогаш еве веќе имаме 16 години искуство од половична или како да го кажеме имплементација на овој закон, додека што досега ништо не се подели, не се смени и ништо на лоша страна не отиде, туку се подобрија некои работи, така што и сега понатаму ќе биде уште подобро и нема ништо лошо. Јас не се согласувам со тоа. Никој нема да се задржи. Вообичаено оставам на гледачите така. да ги донесат заклучоците, меѓутоа оваа дебата очигледно покажа дека ни е потребна пред се уште многу јавна дебата. Ви благодарам на сите за придонесот, почитувани ви благодарам за вниманието и се извинувам за малку продолженото и вечерашно издание на Топ тема на ваша страна.